Вторник, 9 јануари, кратки вести во 12 часот. Наделницата Киче во Охрид, која е во изградба веќе 10 години, од 2015 година до сега се случени вкупно 105 потешки сообраќајни несреќи во кои загинале 22 лица, а 128 се здобиле со тешки телесни повреди, како едно колективно потсетување за сите докаде е реално дојде на работата со изградбата на автопатот. Од 1 ноември до 31 декември минатата година, впрочем, до кога требаше да биде готов, на Охрид прес беше поставен автопатски бројчаник. Времето на бројчаникот истече, а на лице место е повеќе од очигледно дека од свечената лента и чочеците не делат уште месеци, а можеби и години. Изградбата на автопатот Киче во Охрид и натаму е една од топ темите во охридската јавност, токму поради долгиот период на градба и бројните сообраќајни незгоди. Додека во соседството расте бројот на заразени со COVID-19, кај нас ситуацијата е поинаква и бројот на позитивни случаи бележи тренд на опаѓање, информира Злате Мехмедовиќ од Комисијата за заразни болести. Најмногу заболени има во Скопје и Охрид, а најзафатена од вирусот е старосната група над 65 години. Од друга страна расте бројот на заболени со грип. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во последната недела од 2023 година во земјава биле пријавени 403 случаи на заболени од грип, односно за 96,6% повеќе во однос на предпоследната недела од годината. Пикот се очекува да биде кон крајот на февруари и почетокот на март. Додека се чека на завршување на покриениот пливачки базен во Охрид, пливачкиот клуб Аква Спирит најави дека ќе започне со тренинзи во базенот во Струга, што неодамна беше пуштен во употреба. Ќе има предпладневни и попладневни термини за пливачите и за почетниците. Инаку Охридскиот базен треба да биде завршен за една година. Така најави пред неколку месеци Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади и спорт, која е инвеститор на изградбата. Времето денес променливо облачно и студено, дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 4 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.